Во Македонија имаме доктори специјалисти за многу нешта, но само еден единствен доктор специјалист за живите свирки. Веднаш предпоставувате дека се работи за пејач, но не некој, односно пејач кој што е многу добро познат на македонската јавност, пејач кој што со неговите настапи освојува, на неговите забави, на неговите журки, на неговите концерти, секогаш има огромна еуфорија, прави неверојатна забава и прави во најмала рака луѓето да се чувствуваат малку посречни од покој што се. Со мене денес Боби Павловски. На Боби му посакувам добре дојде во Hype TV. Боби, како си ми? Фала на прашање, одличен, и фала на покана. Боби, она што е најново кај тебе е песната Варка, која издаде на српски јазик. Ја слушав песната, морам да ти кажам дека е одлична, барем од она што јас можам да проценам како лаик, може така да се нарече, меѓутоа сметам дека е одлична. Како настана оваа песна, како се случи токму името Варка? Случајно. Секогаш тие омилените песни кои што ми се фаворите, не сите песни што сум си ги снимал и на македонски, и на српски, мене ми се уроди нормално затоа што се самот. Но оваа песна настана баш случајно, затоа што песната што ја снимив, која што ги објавам за некој месец и таа е готова исполнети. Песната од истиот автор се е исто, целата екипа е иста, таа беше првата песна снимена. Ова втора песна која што не ни беше планирана, него беше во време на паузата додека снимавме во студиото. Кога ви снимавме покалите си за тие работи, лаце пауза оде сопче. И викам, дај да чуjem нешто, што паралелно со мене работите. И беше пуштена оваа песна која што беше, како што добро памтам, веќе предвидена за женски покал. Ето од стардиот кој откривам многу работи. Сте заслужили заради тоа. А ти? И таа беше наменета за женски вокал, некоја девојка од Србија. Но знаеш како секогаш јас велам на тие работи, како што вика народно, но што си е мое, си е мое. Се заљубив у прво слушање на песната, нака ја како ја слушнав, окей, да, нека девојка е добро, како идам на дома и цело време со све текст беше теше Варка, Варка, тем. Цело време тоа ми мал глар, Варка, аман без тоа. И остив обично така секогаш сум прелучам за песни, оставено ден, два, три да преноќат. И така испадна, преноќи песната и пак прашав дали песната е официјално дадена. Не им се меша околу нивната политика, само добив одговор века песната ако ти се топа и ако сакаш може да биде твоја. Им благодарав што ме стапија место на авторот и на соработникот. Ви поздравам воен, Бобике. И така да песната е тя си е моја. Во песната предвладува, не може да не се забележи седомосминскиот тактор на пошто што ние сме познати, дали е намерно тоа направено и дали сметаш дека песната би поминала добро на српскиот пазар? Авторот многу е сака Македонија. Он е од Босна, но живее до друга европска држава. И си ја сака многу Македонија. Не беше како што да се вратам на претходно прашање, таа е у 7/8 ритам, нашиот најпознат ритам 7/8. Беше правена како што и постојат многу српски и босански песни кои што се во 7/8 ритам. Тоа е нас најпознат, но нормално се користи. И така да случајно се потрефија тие отскит за да таа 7/8 падне во мои раце и да јас инсистирам да го има звукот покрај авторот кој што више замислата беше дека тоа мора би натапан таму, но се стира во видео спотот да има и српски тап, наш познат српски тап. И што друго беше? Тоа беше, да. Како мислиш дека песната би прошла во Србија на српскиот пазар? Па вчера издатов. До сега сум презадоволен од одзивот на социјалните мрежи кај што имам прегледност колку е видена и колку е слушната песната. И на главната социјална мрежа и таму добро котира. Види, тоа не се знае, дај Боже да си помине. Мислам дека ако нешто падна во умове таа заради незиниот ритам да премини на македонски јазик. Тоа беше предлог на нас како тим представа, заедничка идеја.
Но јас никогаш не сум за такви работи. Тоа што сум го скинал за тој пазар, нека се остане на тој пазар. Кога ќе се стигне време од века за македонските наши песни, ќе се снимам последни нови авторски компонирани песни. Дај Боже да поминат, не само во Србија и во во цела Европа. Ќе види. Ти посакувам среќа да има голем успех песната. Ме интересира докаде си со албумот. Знам дека подолго време го припремаш, меѓутоа еве се уште нема светлината на денот. Збориме за овој албум, за српскиот албум. А ова е веќе 10-та песна. Во неколку наврати порано реков дека кога беше 8-та или 9-та, не знам таа песна беше, дека веќе ќе го заокружувам кај да, тука мислев ми дека 8-9. Види, 100 пати јам кажа. Јас сум малтене сам во целава игра, си правам како што мене ми одговара. И сега си реков дека ова е 10-та, па уште еднава ова што од истите автори што ќе биде 11-та, тука ќе го заокружам. Тоа го кажувам на основа на нели сите правеле албуми, па ајде сега. Ние дека не пишува дека треба 8-та, 10-та или 11-та песна да го заокружат албум. Така планирам. Но ако излезе пак некоја нова песна, еве сега во меѓувреме договорив една средба пак во Србија со еден добро познат автор на доста добри познати мега звезди. Така да ако и човекот понуди нешто што мене ми фати уво, пак е стига. Па и така ќе дојде може како бонус песна на сето тоа. Се додека не се појави македонската музика, јас ќе ги гледам како символи во српскиот проект. Ако ќе се појави македонската музика, тогаш може малку да подзастанам, след дека пак да не се повторува. Се појави некоја, ми фата луво. Тај. Така функционираме, така работаме. Боби, од денешна перспектива, колку е тешко или лесно да се успее и овде па и надвор? Знаеме дека постојат разни обструкции, разни кланови, меѓутоа верувам дека во твојот случај може би е малце поразлично, бидејќи ти сам, како што кажа, се си направил, сам си водиш, справиш се. Дека не е лесно, не само во мојава работа, и во работава на дечки позади и вашата работа, секоја работа на минут е тешка. Не знам од каде да почнам за тоа, сега не знам од каде да почнам да ги редам работите. Ја зборам за себе, во поинакво време, во подобро време, јас го калеме в челикот. На поинакви места за пеење, и овде сум пеел, и онде сум пеел, дека ама поинакво било времето, лута малку и за тоа не можам да се сконцентрирам, а сакам многу да ти кажам во една минута. Дека сега е лесно да го постигнеш што. Знаеш зашто мислам дека е сега малце полесно заради овие талент шоува што се појави во последно време. И сега, но од една страна е полесно за да тој дечко некој што или девојка кој што се појавила таму добие на популарност. Но секогаш треба да ги разликуваме популарноста и теренот на лице место кога ќе се појавиш овде кога застанеш да пееш. Колку сакаш ти биди популарен ако не знаеш како со публика, ако не знаеш од ништо да направиш нешто. Дека на денешно време е полесно, тука ни се социјалните медиуми, сними некој каверче дома со колку толку ќе те дознае. Но моје време не беше така лесно, мораше све да биде за да те дознае, па да дознале денеска 50 луѓе. Па тие 50 чекаш да расказат на останатите 50 за да нареден пат дојде. Тежок е, да не се изразам, па не ме разберат погрешно, тежок пат поминав за да постигнам ова што сум. Никогаш не сум задоволен со сам себе да кажеш сум, и затоа се си работам полека се снимам песни, полека вајдам песни. Не брзам нигдека, ако било за тоа, ќе се најде дај автор, дај ми 20 песни, с ми било што. Јас си ги бирам вака, си ги бирам со нека моја екипа. Се надам дека се свиѓат, им се допаѓаат на народот. Знаеш, песната вика како вино, чека нека отстои, па може ќе се најде некој на социјалните медиуми, гледате све оживуваат, стари некои песни, ја што сум ги пеел пред 15-20 години, опсеа станале хитови. Тај нека да сме здрави и прави, па и нека секој пробува да си ја најде, да си го најде просторот нашево општество на тој или на тој начин, за да постанеш познат човече за еден ден, па поготово на денешно време можеш да постанеш познат, пак ќе се изразам, со глупа работа, да се дупираш на вака, ќе станеш попозна. Но во нашава професија, во музиката, треба да си константен, треба да си барем колку толку квалитетен како човек, како особа, да ви приредуваш забави, фала ти на најавата, да приредуваш забави, да лечиш срца,
А тој каже што некој дошол денеска вако да си да отиде таму барем малку пивна со една чашка. Да не мора да пивно, дека што ти е среќен дома. Некој се залапам за мовет, можеме да снимаме само да водиме. Еден од твоите квалитети можам да забележам дека е континуитетот кој што трае веќе 20 години во твојата музичка кариера и тоа е одлично за еден музичар бидејќи без континуитет не може да се постигне никаков прогрес. Сум бил и сум присуствувал на неколку од твоите забави, не јас, моите пријатели и соработници и сите оние што те сакаме и ја почитуваме твојата музика. Секогаш не се чувствувале убаво и не било пријатно. Ме интересира и во самата најава го кажав, тоа од каде го доби прекарот, односно да станеш доктор за живи свирки. Од вас, од медиумите. Од таму ми е тоа. Види, ми прија се, нормално ми прија. Ја имам доста пријатели доктори и стално колеги се викаме, затоа што први почна покрај вашите медиуми така никој не го знаеше. Тоа со еден мој пријател кој што е стварно специјалист доктор. Кај си колега, кај сме вечер, кај ќе пиеме вечер, и он колега, ја него колега. И така еднаш не врзам овде, па чујам зашто ме викаш. Па чекај седни ти, одеста ми оне маце љубител да се поприкаже. Па ти одека дојде. Значи гледај ние какви сме. Па ти си доктор од овдека да не направиш стрекни, задоволни, весели, не сите нормално. И така да од таму од вас медиумика потекнува тоа доктор и фала ви што е така. И па докторе, можам да ти кажам дека на твоите забави најчесто се вели дека знаеш да лекуваш со музика, но знаеш и да растажиш со музика, меѓутоа и да обединиш со музика. Колку е сите ова точно? Да. Па така е, па види, јас сум за тоа на тоа сцена како. Не сум јас таму за да пеам само за себе кола или дома, пред компјутер. Мисијата ми е таква, предпоставувам дадена за јас кога ќе застанам таму негде и кога ќе застанам таму негде на некоја сцена, да ве пратам за што сте. Мене ми треба вашата енергија, ми треба вашите гримаси на вашите ликови, да видам дали таа песна што сум ја пел пред фон. А јас сум таков, не можам да не пратам, да ви ги пратам гримасите и вака. Морам све да гледам, морам дури конобара да го гледам и шанкерот и вас гостите. Иако некој тие се позитивни, некој се тие негативни енергии што ги прилагам, но пак на крајот 9 од 10 испаѓа све идеално и све како што треба. И затоа мојата музика пробувам да биде и весела махо, и нека биде тажна за оние. Вчера, за жал, се раскинал, се скарал, се направил нешто со девојка му со течкото. А и обединувам со музиката затоа што пеам валтане од секоја околина од земјава, ги пеам скоро сите песни, почнуваат македонскиот, српскиот, босанскиот, грчкиот, бугарскиот. Без разлика каква е ситуацијата кај нас, каква е милиона политичката ситуација нели помеѓу државите. 30 и толку години сме растени со таа музика и да ние со музикава сега да се објаснуваме дека дали овој било доваму. И пак сите се веселат и пак сите. И у нашиот град моментално се прават и такви забави, и на јужни забави, и ајде пак да не спомнам, секакви забави. Дојде овие 2-3 сата да се пеемеш све што си сакаме човече, да ја сведиме и доле. Политиката ќе оставиме на политичарите. Луѓето на твоите настапи знаат да се качат на маса и да заиграат буквално онака од срце, дали некој си ми се придружил да се качиш на маса сон? Чекај, зашто се качувате? Знаете зашто сум се качил први јас? Не. Па да, секој што така. Види, јас се качам и по столчини, по маси, по шанкови, по свој свашт. Не го правам тоа за да да се изразам, за да глумам, не ме повлекувам мене тоа. Мене ми убо, ја може да ме видиш седнат ондека у ќош, затоа што тоа ми убо, ја кога ќе осетам таа така да се наречам доминација на таа толпа народ кој ќе стекнеме една убава енергија меѓу себна, тоа да се правиме, стално кога објавувам лајвови, кажам кај сум, дојдете да се правиме што сакаме, баш е така се правиме што сакаме. Не сакам да биде тоа тензично, сакам да имаме интеракција и кажи ми која песна. Микрофон ги тирам, пеам, ај кажи ми која песна, таа песна. Идеме таа песна. Најдобро е кога има лабава атмосфера и енергија, и затоа постојано луѓето си прават што се сакај. Се качуваат по маси, ко столчиња. Сега види, тоа е све у
границите на нормалата, не тоа да биде вулгарно и да биде невкусно. Дали си задоволен од заработката, од сето она што го правиш? Дали имаш фидбек од сето тоа? Покрај нели душевниот мир и убавината што ја чувствуваш кога ги изразуваш твоите емоции преку песна? И луѓето се радуваат на тоа? Мислите на заработката нормално на финансиската се работа? Да. Боже мој, јас сум цел живот со оваа работа. Пред финансиската заработка секогаш знаат и луѓето што ме познаваат, па пред секогаш на прво место ми било зубовта, љубов, ако без разлика дали сум јас пејач или сум конобар или сум без разлика што да сум, ако ја и моите деца така ги воспитам, ако имаш љубов кон работата, синко, биди што сакаш. Само работи го тоа со љубов. Че мојата работа толку години сум и денеска ми гори у мене кога треба вечер да отидам или утре или задутре имам некој настап, а тоа паралелно сиде со сите тие работи. Чим јас сум останал само на оваа работа, никош не сум имал втора. Сум имал од почекоците кога сум лутал, знаеш, у водата, не сум знаел дали ќе бидам тоа или она, па сум пробувал некои ситни други професии кои што не ми исполнувале за жал. Ама затоа паралелно чим си има работа, чим си има енергија, си го сакаш тоа, паралелно си доаѓа. Тоа е фала му на Господ. Добре. Целата твоја позитивна енергија покрај тоа што ја насочуваш во музиката, ја насочуваш и кон твоето семејство, претпоставувам, имаш 2 дечиња, кои по некоја случајност или не случајност тргнаа по твоите стапки, па на некој начин се занимаваат со музика. Уствари, за што станува збор, на што свират? Големиот е на гитара, Лука, а малиот е на клавиатури исто како мен. Види, големиот дече има 15 години, он е прва година средно, он веќе малце ја свати сериозно работа па на гитарата, он веќе неколку настапи имаше со мене. Свири, слуша секаков стил на музика, разграничивме со тоа дека во малце поминато време, знаеш деца како деца, па како стилот и жанрот на музика ја што ги сведам, ја пеам од до, знаете, све. И ја му викам, немаш потреба ти да свириш прво време, барем слушај си ја музика. Многу е добро ти кога ќе се наталожи музиката да знаеш, оваа песна ја знам, многу ти е полесно да освириш. Така да тој гитарист плюс посетува часови за рок, поп, хеви метал, странска музика и секаква музика. Малиот е, кој што има веќе 12 години, он е на клавиатура, преталентиране, но он си има и други негови желби, он сака фудбал да игра, така да јас никогаш нели ќе се навратам малку назад, не ги форсирам, јас сум видел во нив дека имаат дарба, сум видел дека имаат талент, многу добро пеат, ама ја ги разберам, они иде и на солфеж, ама се тргна на солфеж, зашто ме страм, во ред, страм вие, нема проблем. Сум видел дека имате квалитети, седи така, седи, ќе дојде времето кога ќе биде. Така да малиот, ако сака да се занимава, нека се занимава, има добра опција кој да го задлабочи и тој правец. И плюс двајцата, ој на гитара, ој на клавиатури, може да бидат и пен, па татко им да им дојде с храна, да им досаѓа или не, сушто. Нека се здрави прави сите и Господ нека ги чува и само нека си го најдат во денешно време малку потешко. Сега да не разложувам зашто малку потешко, сите родители знаеле, сите младинава знаеле зашто е времето потешко. Така да само нека си го најдат правецот и нека ги чува Господ. Сите. Во ерата на други вредности, за разлика од порано, како гледаш денес на љубовта и на институцијата брак? Постојано го коментирам тоа со мои блиски и со мои пријатели. Секогаш пазам што ќе кажам на медиум, за да не почнат да ме знаете некој четење. Реметат да се изразам јавно. Не знам до што е. Дали е до новите генерации, дали е... Јас само нема да образложувам кој е крив, зашто е крив, дали младоженец од невестата да ги изражам. Ово е крив, е крив. Но јас това ќе кажам. Во еден брак, во една институција, се знае, си има маж, си има жена. Жената си ги знае незините обврски, мажот си ги знае, мажот иде на работа, жената иде на работа, носат средства во домот. Кога ќе се трне суетата, нема потреба да има суета дома во стилот кој си ти да ми кажеш
да ти донесам чаша вода. Или обратно зборам од машка, од женска кон машка, или од машка кон женска, да се разграничат некои работи и само кога има премногу љубов дома, ја почнувам од себе. Почнувам од себе, од дома. Нормално секој си го гледаш најблискиот пријател. Кога има љубов, кога ќе разбирање нормално, има и карање, ќе се скараш, ама да се земем за да мислиме и да најдеме најситницата, готово, чак се разведе. Чекај, зашто? Полека. Толеранцијата у бракот не е исто. Нема, мислам дека допирни точки врската дечко и девојка со брак. Земете нешто под кирија, одете, видите си, истестирате се. Идете 3 пати на одмор у Охрид, у Берови, без разлика каде, у шатор иди, види дали сте еден за друг. Ти сакаш да кажеш дека треба да се даде шанса? Многу голема тема ми е. Обожавам да ја коментирам оваа тема, затоа што многу ми е жал кога гледам брак, стрекни, весели, млади, биле 5-6 години пред тоа врска, направиле овако, и се разведат. Зашто? Океј, неверство или било што тоа, насилство не се оправдува. Ете, да бидам малце поконкретен. Пороци, сите тие работи сметат го реметат бракот. Ништо јас, никој не го оправдува тоа. Ама заради суета и заради оноа најпознатото кој си ти или која си ти да ми кажеш, не почекај смири, први сме и секогаш нека се потсеќа тебе, нека да им давам свој. Потсетете се какви сте биле кога сте се запознале, нели бевме срекни, нели едва чекавме да се видиме, да седнеме на хлупа или да си по цели денови да си чкрапаме, да си пишуваме колку ме сакаш, колку ти сакам или без вради, не мора да скажи. Него потсетеј се, врати се малку, излези надолу ако си нервозен, оди до овдека. Само немој да многу сум против тие распаѓање на бракови од таа постопати кажено од моја страна. Суета и тоа. Не го знам зборот да го искажам за тоа. А тоа е народно фажо. Кој си ти, што си ти? Зарем 5 години бевме заедно, зарем не знаеше што сум јас, кој сум јас. Или ти, жена моја, ти мажи мој. Така да сум само давам апел и до сите и до Господ да не чува, да ни дава свест, да ни дава трпение за сето тоа да добре се, ако денеска не си можела, зборам од машка, ако не е можела денеска да направи нешто, ручек не стигнала женава или ајде не испада, од женска страна, ако не можел мажот денеска да не знам да направи нешто по дома или било што или нема работа, моментов нема работа, па не е значење дека како моментов што вика онамо кога седиме, кога не прашува матичарот и во добро и во лошо, и ако едниот не работи, другиот да го помага, како беше одамна сум седнал на тие столчиња, од прилика така е. И дај Боже што помалку да има такви недораспирани, такви разводи. Дај Боже поише да се множиме, да се размножуваме како нација, да идем. Дали од денешен аспект ти пречат или веќе ги надмина лошите коментари за тебе конкретно на социјалните мрежи, пошто се може да се слушне и прочита? Да. И со тек на време тоа порано ми сметаа затоа што ми сметаат коментари од луѓе кои што не ме познава. И ми сметаат коментари, навредливи коментари, знаеш што. Не можеме сите да бидеме совршени. Секој си е совршен за себе. Толку Господ не створил тоа. Кој подобро размислува, кој е поучен, кој е она. Порано ми сметаа, пак поготово кога видам кога ќе куцнат нешто на вако. Фала му на Господ, еве песнава издадов од вчера. Не се фолирам, не ми лажеме, Господ зборам. Ни еден негативен коментар немам на песницава. Може би ќе има, може би некој сака дека ми каже. Јас се калеме на негативните коментари. Оние погрб супер беше вечерва. Баре фала му Господ, знам дека било супер. Видов дека сите сме супер. Дај кажи ми што нечи. Дај да смениме малку нешто. У случајов мој, слободно јавно нека излезе некој нека каже Бобија бе, мислиме дека сам се идам маце друг левел. Напрего, ама не е да ствараш, да пишуваш навредливо нешто кај што чита моето дете, кај што чита и твоето дете, ти што пишуваш,
нема потреба така. Сум отрпнал, да ти се вратам, да ти кажам дека сум ја мераклина зборен. И знам од овде на крај пак да ти отрпнационално, на Боже мој се, ајде, шкарапа како пишуваат. Ки му одговораме на тоа? До сега барем 15 пати го спомна Бог. Која е твојата поврзаност со него и колку сметаш дека такво нешто ти помогнало во твојот живот? Кој друг ми помогнал ако не само Јас и он. Моја стричај, како ти и он, како он и он. Верувам во Господ, верувам во мојата вера и не знам што да ти кажам, затоа што ја секојдневие јас го користам Господ и фала му на Господ што сум да се изразам на оваа позиција во општество, на оваа некаква позиција. Фала му Господ што ми се сите блиски здрави и прави и вие и ние. И само нека не чува и нека ни дава правец, вистински правец. Јас Боби тебе ти благодарам за ова прекрасно интервју, ти посакувам многу успеси понатака, посебно албумот и новата песна да допре и до многу подалеку од нашиве простори. И едноставно да ја слушнат луѓето, да видат што имаш направено ново, да ја осетат твојата музика. Еве ќе се надворзам на финишов на уште едно и да им кажам на сите бидејќи вие бевте прв медиум кој што согласувам после песна, пак ќе дојдам на вакво, кај е македонската музика што ја вети. Не, јас сум тука, ја тука живеам, ја во Македонија живеам. Кај се македонските автори? Бројот мој, го има и бројот на Александар на Инстаграм, до мојот број може да се дојде човече за 3 минути. Ја никош не го чувам број. И објавам јавно број. Јавете ми се, македонски автори, дајте ми македонска музика. Затоа се снимам јас една српска песна, ќе издадам уште една српска песна. Немам ја немам више немам нерви да се занимавам со поимот кај е македонската музика. Еве македонска јавност. Немам македонска музика, затоа што немам ништо дадено дека нешто да слушам. Бопче, дај слушни овие песнички, имам 5-6. Ви го кажувам примерот како функционираат остарите овие што снимам нашите комшии од Србија. Брате, еве ти 5 песни, слушај, имаш 2 недели, колку сакаш ме, одбираш, се едно слушај. Дајте ми автори, дајте ми музика, ми треба македонска музика. Утре да ми дават 10 песни. Наредниот месец сите 10 песни ќе бидат отснимани со све 10 спота. Зашо многу ми е потребна македонска музика. Може ми да седнам и сам. Еве, нема потреба да седнам сам. Нема. Дајте ми, ајде автор, дај ти автор, дајте ги музика. Тоа сакам да го кажам затоа што не успеав да го кажам од целиот мовет, нели други теми развивме. Ви благодарам на поканата уште еднаш и секогаш ви стојам на располагање. Благодарам и ние, секој добро. 10 на прв состанок ја носи мајка и. Тројка, што бара мајки и со незе. Мајки нека да не се на 7-миот состанок. 10 ама кога ќе излезе прави повеќе селфиња што зборува за себе. Еден. Пуста? Чекај, излегува селфиња да прави кој е сама или излегува кој е у пар со некого? Кога во пар со не? Не, бре, како нула. Да, остај телефонот на страна. На 10 ама не знае ниту една песна од тебе наизуст. Осмица, ќе ги научи. Млада е. 10 ама кога ќе ја запознаеш со друштво, таа бара микрофон за да запее прва, наместо ти. Од 10 од 10. Пеј, сите песни ги пееш. Да, 10 од 10. 10 ама секогаш задоцнува и потоа вели, да не бев прва, да не бидам прва, знаеш. Па види, за 5, абе, како можеме секогаш да дојдем порано? Ја никогаш не закаснат уживо. Си дојдеш ти порано, што има да кастиш? 10 ама кога ќе дојде на концерт, еве кај тебе конкретно, повеќе гледа кој е во публиката, колку тебе на бината. Да. Двојка, тројка, да се седи, да си гледа у мене, да се бавија,
Стално викам, остате ги телефоните, интернет да ви снема, знаат. 10 на романтична вечера вели, ај ти ќе платиш денес, ја сутра. Ајде до 8-ца, ќе платам ја. 10 ти пишува добро утро љубов во групен чат на место приватно. Не е страшно, види, чим има љубов на крај, не е страшно, значи убава емоција, ете 9, не е страшно тоа. Нека видат и другите. Ала ти многу. Рубриката Kiss Mary Kill, ти поставуваме 3 прашања на кои што треба да ми дадеш 3 одговори, односно ние ти поставуваме 3 личности, а ти ми одговараш со кого би се оженил, со кого би се бакнал и кого би убил. Нашиот предлог е Вера Мештеровиќ, Елена Ристевска и Сузана Спасовска. И сега треба да ти кажам со кого би се оженил, со кого би бакнал и кого би убил. Не, бе. Не, види, немам, први ќе почнем од најтешкото. Стварно немам, се барате одговор. Немам, од нив немам, дај ми некој странски таму, кој што, каде да знам, не би убил никој од нив 3, нормално. Би ги бакнал сите 3, а за женење, ќе се вратиме малку на темата позади. Види в женење, тој, освен Сузана Спасовска, само што е малце повозрасна од мене, иначе ете, Елена и Вера, и двете. И двете може? Па, двете може, сашто да.